Голем пожар во околината на Градско. Огнот кој се протега меѓу селата Горно и Долно Чичево ги мобилизираше сите сили на институциите. Избувна напладнено, пожарникарите ја изгубија почетната контрола врз него, па на помош стигнуваат сите воздушни сили со кои располагаме, 3 ер трактори како и полицискиот хеликоптер. Се работи за барут сува трева која што зафаќа голема површина. Огнот отиде кон ридот, пожарникарите се бореа, но останаа без вода. Сега се обидува да ги заштитат блиските овоштарници и лозија, кои се веднаш овде. Ќе успеат во тоа, но овде ќе следи долготрајна битка, верувам, и повеќе дневна. Веднаш побарав на помош ер тракторите на ДЗС, хеликоптерот на МВР, но ни тоа не е доволно. Сега се упатени 4 огнени тимови на дирекцијата со специјални возила Пинсгауе. Втор пожар кој што и денеска е меѓу најкритичните е оној на Китка кај село Палиград, и таму пожарникарите водат тешка битка. Според последниот пресек на ЦУК, гори и во Гостиварско, Трново над село Нежилово. Активен оган има и во село Дренак и во село Зајас, каде гори Стрниште. Ниту временската прогноза не оди в прилог на пожарникарите. Од УХМР денеска предупредија на екстремно високи температури низ целата држава. Но колку оваа институција може да им помогне на оние кои се борат со пожарите? Не можеме да знаеме точно каде ќе падне дожд и колку, затоа уклучуваме радари. Значи потребно е и атмосферата да се затопли, затоа обично се случува во попладневните часови. Кога ќе се загрее убава атмосферата, уклучуваме радари и го следиме на времето, во кој правец се движи, правиме пресек, дали има град, дали има дожд, колку има дожд и во кој правец оди, и комуницираме со ЦУК и ДЗС за да помогнеме колку можеме за пожарите. И додека пожарникарите се обидуваат да ги изгаснат активните жаришта, вчерашниот ден повторно се заокружува со 30 на пожари на отворен простор. Габриела Лескова, Сител телевизија.